Само 15 микрограми на метар кубен PM10 честички Штип го позиционираат на првото место на градови во регионот и пошироко, со најчист воздух за дишење, тврдат денеска за телевизија Стара експертите од Универзитетот Гоце Делчев. Тоа се вредности за PM10 честичките, кои што не ги гледаме, нели, а се опасни за човековото здравје, и дозволената концентрација нивна е 50 микрограми на метар кубен за просек од 24 часа период. Во моментот Штип, например, во последните 2-3 недели, ниту еднаш ги нема надминато дозволените законски норми, просечните вредности се движат од 10 до 20 микрограми или комплетно задоволуваат од аспект на суспендирани цврсти честички во воздух. Штип во однос на сите други градови во Македонија, пред се котлинските градови, каде што ради мирниот воздух, мирниот период и појавата на магла која што го задржува загадувањето во приземните слоеви, ние го немаме тој проблем. Може да се види дека Штип и да се почувствува дека Штип е сигурно меѓу најчистите градови за дишење во Република Македонија. Идентична е и состојбата со Пробиштип, каде за последните 2 недели од оваа година не е надмината така наречената црвена линија, односно прагот од 50 микрограми на метар кубен од штетните PM10 честички. Доминантно во овој период во Република Македонија се дефинитивно согорувањето на фосилните горива за грејење, за потребите за грејење на домакинствата или на јавните индустријските објекти, и за жал тоа е проблем кој што многу споро и тешко се решава. Се надевам дека полека веќе се прават чекори да се заменат тие горива и се надевам дека постепено тоа ќе овозможи и да се подобри квалитетот на воздухот. Местоположбата на Штип и Пробиштип е еден од важните фактори зошто граѓаните на овие два града дишат почист воздух во однос на останатите како во регионот, така и пошироко во државата. Фактот дека Штип лежи помеѓу две реки, а слична е и конфигурацијата на Пробиштип, иницира постојано струење на воздухот. Ова не е случај со Кочани. Градот постојано е во горниот дел од листата на загадени градови во Македонија за изминатиот период. На потек се кочанските локални власти како да го надминат проблемот што директно ги засега кочанци, а кога е во прашање нивното здравје.